заради нашето спасение слезе од небото, се воплоти од Светиот Дух и Марија Дева и стана човек. И беше распнат заради нас во времето на Понтиј Пилат, страдаше и беше погребен. И воскресна во третиот ден според писмото, и се вознесе на небото и седи одесно на Отецот. И пак ќе дојде со слава, за да им суди на живите и на мртвите, и неговото царство не ќе има крај. И во Светиот Дух, Господ, кој живот твори, кој излегува од Отецот, кој е сопоклонуван и сославуван со Отецот и Синот и кој говорел преку пророците, во едната света, соборна и апостолска црква, исповедам едно крштение за простување на гревовите. Очекам воскресението на мртвите и животот во идниот век. Амин. Благодата на Бога Отецот и Господ наш Исус Христос и Светиот Дух да бидат со тебе. Се приведува боголюбивиот и избран и потврден архимандрит Георги, за да биде хиротонисан за архиерей Дебарско-Кичевски. Уште пообширно, како и поведаш во својството на Христос и посвети на едноствиното Божество. Верувам во единиот Бог во три лица, Отецот, Синот и Светиот Дух, разделен во разделувањата според личните својства, а не разделен по суштина. Тој е една и сецела Троица и неразделно единство, единство по суштина и природа, а Троица по личните својства на Отецот, Синот и Светиот Дух. Отецот е неразделен и безпочетен, затоа што своето битие не го има од некого, туку од себе си. Исто така, верувам дека Отецот е причина за Синот и Духот, на Синот преку раѓањето, а на Светиот Дух преку исходењето. Отецот го раѓа Синот и го исходи Светиот Дух. Синот се раѓа од Отецот, а Светиот Дух исходи од Отецот. И така, почитувам едно начело и го признавам Отецот за единствена причина на Синот и Духот. А велам дека и Синот е начало, надвремено и безгранично, некако првосоздаден почеток од тварите, односно како прво создание кој ги надминува потребност, тоа никако. Зашто ова е празнословие на аријанското нечестие, злогнасниот Ари богословно учел дека и Синот и Духот се созданија. А јас велам дека и Синот, како и Светиот Дух, е почеток од безпочетниот со безпочетно. Ни Отецот се одвои од Синот, ни Синот од Духот, ниту Светиот Дух од Отецот, туку Отецот е потполно во Синот и во Светиот Дух. И Синот е потполно во Отецот и во Светиот Дух, а Светиот Дух е потполно во Отецот и Синот. Зашто се соединети неразделно и разделени поотделно. Исто така, исповедам дека Словото Божјо, кое е совечно со Отецот, надвремено, неопатливо, безгранично, слегува до нашата природа и го прима унижениот човек од чистата и девствена крв на единствената пренепорочна и чиста дева, за да му подари на целиот свет поради својата милост, спасение и благодат. Овој Бог пострада со телото, но не со своето божество, зашто кога умира и прима смрт за нас, тогаш неговото божество останува без страдање. А по воскресението од мртвите се вознесе на небото и седна одесно на Отецот. Кога велам одесно, не мислам и не опишувам место, туку велам дека седувањето од десната страна на Бога ја означува неговата безпочетна и предвечна слава, која што ја имаше Синот пред воплотувањето. Зашто неговото свето тело се почитува заедно со неговото божество, не како нешто што е сврзано со Светата Троица. Ова никако зашто Светата Троица останала Троица, туку дека по соединувањето со единородниот, неговото тело останува нераздвојно негово и ќе остане вечно со него. Со него ќе дојде да им суди на живите и мртвите, на праведниците и грешниците. Праведниците ќе ги награди за верата и добродетелниот живот со Царство Небесно, за кое овде се трудеа, а на грешниците вечна мака и бескрајен оган. Да ни помогне Бог на сите нас да се спасиме од Него и да ги добиеме ветените блага во Исуса Христа, нашиот Господ. Амин.
се приведува боголюбивиот и избран и потврден архимандрит Георги, за да биде хиротонисан за архиерей Дебарско-Кичевски. Даже нищо е получено като повърде за образованието, да е поставен от син, Словото Божие, както ги помогваше на светите апостоли, на светите отци и на светите предания. Верувам во единиот Бог, Отец, Вседржител, Творец на небото и на земјата, на се видливо и невидливо, безпочетен, нероден и безпричинен, природен почеток и причина за Синот и Духот. Верувам и во единородниот Негов Син, кој е несватлив и през сите времења, роден од Него и единосушен со Него, преку кого се станало. Верувам и во Светиот Дух, кој исходи од истиот Отец и се слави како совечен и сопрестолен, единосуштен и еднакво по слава и дејство. Верувам дека од истата предвечна и живоначална Троица, единородното Слово слезе заради нас луѓето и заради нашето спасение и се воплоти од Светиот Дух и Марија Дева и стана човек, односно совршен човек и останал Бог и не се изменило ништо од божествената суштина со тоа што се соединил со телото, ниту го претворил во нешто друго, туку без промена го примил човекот и во него претрпел страдање и смрт. Тој, кој по своето божество бил слободен од секако страдање и во третиот ден воскреснал од мртвите, се вознел на небото и седнал одесно на Бога и Отецот. Верувам и во божествените преданија, во учењето на едната света, соборна и апостолска црква. Исповедувам дека воплотеното Слово има единствена ипостас. Верувам и исповедам дека Господ Исус Христос по воплотувањето има две природи, запазувајќи ги нив во кои и од кои беше. Според ова, почитувам и две воли во Него, и за едната и за другата природа. Тој ја запазува волјата и дејството за едната и за другата природа. Ги почитувам и им се поклонувам на божествените икони на Господа Исуса Христа, на пречистата Богомајка и на светиите, но не како на богови. Честа што им ја покажувам се однесува на нивните првообрази. Ги отврлам оние што мислат поинаку и противно на вистината. Го прополнувам Ари и неговите истомисленици и оние што учествуваат во неговото безумно учење. Ги прополнувам Македонија и духоборците, што со право го носат ова име. Ги прополнувам и отврлам и Нестори и другите ересоначалници, нивните единомисленици. И јасно го искажувам моето проклетство анатема за сите еретици. А за нашата владичица Богородица исповедувам дека навистина го родила телесно второто лице од Светата Троица, Христос, нашиот Бог. Нека ми биде помошница во сите дни на мојот живот. Кон ова моје исповедање на светата вера додавам и ветувам дека ќе ги пазам каноните на светите апостоли, на 7 вселенски собори и благочестивите поместни собори, кои се озаконети да бидат извршувани и сите правила донесени во светата вселенска источна православна вера во различни времиња и години. Со ова моје ветување сведочам дека во целиот мој живот силно и сецело каноните и уредбите што ги прифатиле тие ги примам и јас, а се што отфрлиле, отфрлам и јас. Уште ветувам дека ќе го чувам мирот во црквата и дека добро ќе ги раководам и ќе ги поучувам луѓето што ми се дадени и дека нема да живеам и да учам нешто што е спротивно на светата источна православна вера во целиот мој живот и дека секогаш и во сеќи му се покорувам на светиот архиерејски синот на Македонската православна црква, како што било и во времето на апостолите, кои се собирале секоја година, како и на блаженешиот наш архиепископ Охридски и Македонски и на моите браќа архиереи. Дека ќе бидам согласен со нив во се, како што е одредено со светите божествени закони, правилата на светите апостоли и на светите отци. Дека ќе ги сакам со сета душа, со сета духовна љубов и дека ќе ги почитувам како браќа. Со страх Божи, ветувам дека со стадото што ми е доверено ќе го управувам на богољубив начин, дека ќе го чувам од сите ереси и дека ќе го учам постојано и со усрдност. Со ова ветувам дека нема да се согласам ако при ме принудуваат силни луѓе или множество луѓе.
дури ако ми се закануваат дека ќе ми го одземат животот, да направам нешто што е спротивно на божествените и свети правила. Ветувам дека во туѓа епархија, без одобрение на надлежниот архиерей, нема да служам литургија или да извршувам други свети обреди. Дека нема да ракополагам ни свештеници, ни дјакони, ниту клирици во некој друг свет чин и дека нема да ги примам во мојата епархија без отпусни грамоти од нивните архиереи. Ветувам дека секогаш, кога ќе бидам повикнан да присуствувам на синод заедно со моите браќа архиереи, без поговор ќе се јавам и ќе присуствувам на соборот. Ако некои насилници или множество народ се обидат да ме спречат, изјавам дека ќе настојувам на секој начин да ја извршам наредбата на нашиот свет архиерейски синод на Македонската православна црква. Ветувам и дека нема да примам туѓи обичаи во црковните преданија и одредби, дека ќе ги чувам неизменети сите преданија и обреди и ќе ги чувам како што ги востановила Светата Вселенска православна црква и согласно и еднодушно со Светиот архиерейски синод на Македонската православна црква и со светите патриарси, пазители на источното благочестие. Ветувам дека на една света литургија нема да ракополагам во свештенички или дјаконски чин 20 или повеќе, туку дека на една литургија ќе ракополагам еден свештеник и еден дјакон, а на прежде освештената литургија само еден дјакон, како што го становила Светата православна црква. Верувам и мислам дека на светата божествена литургија претворањето на телото и крвта с Христови се извршува, како што учат нашите древни православни учители, преку на идијето и дејството на Светиот Дух, кога свештенослужителот, архиерејот или свештеникот ги изговара молитвените зборови кон Бога и Отецот и направи го овој леп честно тело на Твојот Христос и понатаму оние што следуваат по него. Ветувам дека без крајна потреба и без тешки вини нема да проколнувам ни подделни, ниту цели домови и дека нема да ги одделувам од светите црковни тајни, освен во случаи кога некој ќе се пројави како јавен престапник и разурнувач на Божите заповеди или еретик и противник на црквата. И според Христовите зборови, ако и по третото советување не се покори или не се поправи, само таквиот ќе го одлачам. Со противниците на Светата црква ќе се однесувам разумно, правилно и со кротост, според зборовите на светиот апостол Павле, дека Господовиот слуга не треба да се кара, туку треба да биде кон сите благ, да ги поучува со кротост и без злоба за она што е добро, за да им даде Бог покаяние и познание на вистината. Монасите ќе ги раководам според монашките правила и уредби и нема да им дозволувам без благословени причини да преминуваат од манастир во манастир, ниту да влегуваат во домови на мирјани, освен во случај на неодложна потреба или за некоја полза. Бројот на свештениците и дјаконите нема да го умножувам без потреба, ниту ќе ги ракополагам без да има за нив одредена служба, туку ќе ги назначувам да им бидат пастири на луѓето и да ги задоволуваат потребите на Светата црква. Повторно ветувам дека паствата што сега ми е поверена, по можност ја посетувам еднаш годишно или во крајен случај еднаш на 2 или 3 години, според обичајот на светите апостоли, да ги посетувам апостолски во време и во името на Господа, да надгледувам како живеат верните во верата и какви им се делата. Особено ќе посветувам внимание на свештениците, ќе настојувам грижливо да учат, за да нема расколи, суеверија и ереси, така што христијанскиот живот на христијанското благочестие да не биде противен на христијанскиот морал и добрите обичаи. Нема да навлегувам во световни работи, освен во случај на очигледна неправда, и тогаш најнапред ќе советувам, според примерот на апостолот, и ќе се застапувам за немоćниот. Со кратки зборови, заклучувам, ветувам и изјавувам дека ќе се управувам во се според уставот на Свети Климентовата Македонска православна црква, Охридска архиепископија и грамотата што ми се предава, како и според другите уредби на Светата црква. Ќе се трудам да извршам со најголема послушност се што ќе ми биде заповедано
Имајќи ги предвид секогаш вистината и правдата, сето ова ќе го правам според мојата совест, без да робувам на лицемерноста и без да бидам роб на страстите, но секогаш ќе го имам наум неподмитливиот Божји суд, со искрена љубов кон Бога и кон ближните, со сите мои мисли, зборови и дела ќе ги управувам кон Божјата слава и спасението на луѓето, за изградување на целата црква. Нема да го барам она што е мое, туку она што му припаѓа на Господ Исус Христос. Се заколнувам со живиот Бог, дека секогаш ќе ги имам наум неговите зборови, прополнат да биде секој оној што немарно го извршува Божјото дело, и дека во сите работи поврзани со мојот позив, како со дела Божи, нема да бидам мрзлив, туку ќе бидам вреден и ќе работам со сите мои сили. И нема да се оправдувам со незнаење. Ако во нешто не сум сигурен, ќе се потрудам и тоа да ми биде јасно, преку проучувањето на Светото Писмо, соборните правила и учењето на древните учители. Ако ги показам ветувањата што ги давам овде, ако се покажам непослушен по божествените правила, уредбите на православната црква, или пак ако бидам противник, ако во нешто отстапам и ако епархијата што ми е доверена на некој начин ја направам непослушна на светиот архиерейски синод на Свети Климентовата Македонска православна црква Охридска архиепископија, да ми биде одземен мојот епископски чин и архиерейска власт без никакво оправдување и без зборови, и да бидам лишен од небескиот дар што ми е даден од Светиот Дух преку полагањето на рацете. Се колнам и со името на Бога, кој се гледа, дека сето ова што го ветувам, не го толкувам во мојот ум поинако од тоа како го изговарам со мојата уста, туку мислам токму така како што е значењето на овие зборови што ги изговорам и што вие ги слушате. Потврдувам со мојата заклетва дека сето ова што денес со зборови го ветив, се до крајот на мојот живот со дела ќе го исполнувам. Заради добивање на идните блага, Бог нека ми биде сведок дека моето ветување е вистинско. Ако е пак лажно и не го правам по совест, Бог нека ми суди. А во моето вистинско и усрдно управување и действување, нека ми биде помошник самиот наш Спасител Господ Исус Христос, на Него заедно со Отецот и Светиот Дух слава, сила, чест и поклонение, сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Благодата на Светиот Дух, нашата смиреност, те произведува тебе, любезниот архимандрит Георги, за архиерей Бебарско-Кичевски.